Институција од национален срам се распаѓа зградата на Штипскиот дом на култура, поплавени подруми, санитарните јазли од кои се шири реа и неклиматизирани сали. При секој дожд зградата се полни со вода. При секое поголемо количество на дожд, веќе во подрумскиот дел на Центарот за култура во Домот на културата имаме базени, кои што не се за пливање баш. Освен поплавувањето, од кое можеби во долгото и суво лето ќе куртулат, зградата ја мачи и рејата од санитарните јазли, кои како колективен проблем на повеќе објекти од централното градско подрачје, но и како стара и неодржана, ги враќа посетителите назад. Овде во зградата Дом на култура веќе подолг период имаме проблеми со санитарните јазли, веќе информирано Министерството, еден од главните инвестициски побарување од наша страна за идната сезона е решавање на санитарните јазли. А на Пекло Жешко, Штипскиот дом на културата е веројатно единствениот неклиматизиран јавен објект во градот. Едни од техничките проблеми кои што се е во овие горештини е самото ладење во зградите, кој што не сакаме публиката да дојде и да биде наврело столче, туку да дојде и да ужива. Веќе една клима се во моментот се монтира горе, а се надеваме дека и до крајот на август ќе имаме уште една клима. Се во ова е повод екипата на Домот на културата на минимум да го сведе своето учество во годинашнава манифестација Штипско културно лето. Сепак и во вакви услови, за кои вината ја сносат и неколку гарнитури претходни директори, Домот на културата за изминатите 6 месеци реализираше неколку значајни проекти, меѓу кои првата изведба на Шекспир во Штип. За летово се планирани 2 гостувања на представи од Србија и Бугарија, а представите кои што биле на репертоарот на Народниот театар годинава ќе бидат изведени во текот на една недела при крајот на месец август.